Среќата поради асфалтирањето на улицата Искра во населбата Усова Чешма ја поматил револт на Бранко Петров, бидејќи изградбата на патот практично го блокира пристапот до неговата семејна куќа, предизвикувајќи при тоа повеќе проблеми. Подпорните ѕидови завршуваат од двата агли на куќата, а со подигнувањето на патот за половина метар, двете гаражи му остануваат одсечени. Меѓутоа, најголемиот проблем е продирањето на атмосферската вода во подрумските простории, бидејќи асфалтот буквално понира. Добиваме улица 2021 и стварно е улица. Стварно е улица која ја погледнеш и ѕидовите се дека се ептен како што треба и тротоарите се како што треба, кај мене е најубаво. Значи најубавото е тоа што направија јас само ќе бушам и вода ќе искача од доле. значи нема потреба. Реагирам конкретно на потпуниот зид од таму и од таму кај мене оставија слив. И тај слив сега на мене ми прави проблем. Значи пред тоа немак влага у подруму, сега дури и вода. Те така да си шлапаш вода. Значи они не ме веруваат. Значи иначе она ќе понира и од таму, него тука беше проблемот што разбуја земјата си беше како што треба. Водата си одеше зимно време по пато. Ја бев исправил, имах тука шахта по Тропаја, онамо беше искарана, значи немаше вода. Сега водата е кај мене слив. Петров бара да се поправат недостатоците, бидејќи според неговите пресметки, ако сам ги пополнува празнините, ќе му требаат 4 до 5.000 евра. Па ја тука нема да ме спасат ни 2.000 евра овоа да го спасам. А подрумов внатре да го реновирам, па требат ми 3.000. Значи јас сум у дупка, да речеме, со 5.000 најмалку. Најмалку со 5.000. Вели дека и сега му се појавила влага во подрумските простории, а се плаши дека наредното зимо тие ќе се претворат во мали езерца. Ако нема друго решение, спремен е да бара судско решение на проблемите.